8 часот и 43 минути. Продолжуваме со разговорите во студиото, овој пат на тема здравство. Во услови на постоење на најсовремена лазерска апаратура и нови методи за лекување и третман на разни заболувања, на Универзитетската клиника за урологија во Скопје воведена и веќе се изведува тулиум лазерска операција на простата. На оваа тема разговараме со мојот гостин, професор доктор Сашо Дохчев, директор на Универзитетската клиника за урологија. Добро утро и добре дојдовте. Благодарам на поканата, добро утро и од моја страна, добро ја најдов и навистина убава можност да промовираме една нова метода која се случува за прв пат во нашата држава. Ние имавме пред некоја година, десетина години, обид да воведеме таква лазерска метода за операција на простата, меѓутоа тој лазер што го добивме од Министерството за здравство некако не се покажа како ефикасен. Ово е правиот лазер, ово е најдобриот моментално што го има во светот, така да го имаме сега исто од Министерството за здравство. И веќе почнавме, како што кажавте, со изведување на операција. Ајде само малку детали ќе дадеме за каква операција станува збор, за каков третман и за каков лазер. Помоќен секако. Да, многу моќен лазер, реков најмоќниот лазер што воопшто постои, 200 ватен тулиум лазер, специјализиран за лазерска операција, трансуретрална резекција и евапорација на ткивото на простатата, кое ние го изведуваме на друг начин. На друг начин, кој е метода етаблирана можеби повеќе од 30 на години кај нас. Тоа е со високофреквентна струја, така наречена трансуретрална резекција на простата и која изведуваме рутински. Ова е нешто новина во светот, која се изведува негде можеби 10 на години во светот, меѓутоа еве кај нас за среќа имаме сега и таа можност. Пациентите секако дека треба да се заинтересираат и наша е одлуката со која метода ќе ја извршиме операцијата. Значи тоа е трансуретрална ендоскопска метода, релативно едноставна за нас, мислам, бидејќи имаме искуство веќе во тие операции, така да почнавме да работиме и тоа е веќе по втор пат го имаме и гостинот што беше од Република Бугарија. Да, веќе ги гледаме инсертите. Екипата на утринската програма со камера бевме присутни токму на изведување на тулиум лазерска операција на простата. Имате серија вакви операции кои што започнаа од месец јуни и веќе континуирано се изведуваат на нашата клиника. Најпрвин под менторство би рекла на професор доктор Илија Калчев од Република Бугарија и за целиот овој период конечно дојдовте до момент кога нашиот тим самостојно веќе ги изведува под негов надзор се уште, меѓутоа веќе и самиот тој кажа дека ние сме спремни за самостојно да работиме. Што кажа професор доктор Илија Калчев? Ајде да слушнеме во неговата изјава. Искам да благодаря на професор Докчев од Университетската клиника и да кажа, че сам впечатлен од Сакам да му се заблагодарам на професор Дохчев од Универзитетската клиника за урологија и да кажам дека сум импресиониран од обемот на работата и од врвните технологии што се применуваат во урологијата. Ние сега ја почнавме лазерската хирургија на простата на клиниката. Оваа метода е единствена по тоа што дозволува потполно отстранување на ткивото на простатата при различни состојби на бенигни и малигни заболувања на простатата. При малигни заболувања практикуваме отстранување на ткивото на простатата, што му овозможува на пациентот нормален живот. Ова е најсовремениот лазер. Тој работи со најголема моќност, 200 вати, што овозможува операцијата да помине многу брзо. При оваа операција имаме можности за хистопатолошко испитување, односно имаме информации какво е ткивото, па дури и да е пропуштено некое ткиво заболено од рак, можеме да откриеме. Другата предност на овој лазер е што тој работи контактно и нема никаков ризик да се пробијат некои органи и да се случат никакви компликации. Втор пат сум во Македонија и многу сум среќен што колегите работат самостојно и операциите поминаа многу добро. Одлично кога имате потврда од ваков стручен... Најголемиот стручњак, над 5000 операции имат. Колегата работи само тој дел од урологијата и веќе преискусен, да кажам, работи во Београд, работи во Софија, еви во Скопје сега, и не знам, можда и на друго место го викаат, не сум информиран, меѓутоа имаме навистина соработник од
прв ранг. И високи оценки за вашата работа и нашиот тим кој што Ете, продолжува да работи. Изведовме за 2 дена, колку што беше присутен кај нас, колку што гостуваше 6 операции на простата, така да сите самостојно ги изведовме. Тој воопшто дури не го фати ни ласерското влакно. Така, одлично, одлично. Да. И сега, во интерес на повеќе информации за нашите граѓани, гледачи уште еднаш ќе потврдиме дека ова метода за која што говориме денеска е единствена по тоа што дозволува потполно отстранување на ткивото на простатата при различни состојби на бенигни и малигни заболувања. И практично е бескрвна операцијата и се изведува за релативно краток временски период, иако и ние и трансуретралната резекција која досега ја успешно ја работевме и таму имаме голем успех. Меѓутоа овде можува многу полесно манипулирање со самиот инструментариум и е бескрвна метода практично. Ретко има крварење и тоа е предноста на тој ласер. И е многу безбеден затоа што продирањето на ласерскиот зрак е минимално 0,2 мм. Тоа е значи безбеден, не може да се оштети, бидејќи ласерот, знаете, ако продре од ткиво, оштетува ткиво, меѓутоа овде е безбеден од таа гледна точка и настанува така наречена вапороресекција. Дел од ткивото испарува, ако зависи како се работи, а дел од ткивото се откинува. И после тоа ткиво ние го земаме, како што кажа и колегата Калчев, потоа го праќаме ние на патогистолошка анализа. Иако пред оперативно ние ги вршиме сите испитувања, во смисла да не откриеме некое малигно заболување на простата. Значи, ова е пред се за бенигните заболувања на простата. Меѓутоа, некогаш сме имали и порано, се случува, иако ретко, да откриеме во тек на ресекцијата и малигно заболување. Случајно. Меѓутоа, тоа е ретко. Така. Да, и понатаму секако тој материјал се подвргнува на хистопатолошко испитување, имате точните информации што понатаму. Да. Така да, еве, нека се заинтересираат граѓаните, понатаму веќе можеме да ги обслужиме и со оваа метода, се надевам ќе биде успешна. Колегата Калчев толку убава соработка, едно ниво на соработка стручна, да кажем, меѓу две држави, кој досега не беше на некоја завидна ниво, повеќе соработувавме со клиниките од бившата СФРЈ, еве сега првпат соработка една убава со колегите од Бугарија и на тој начин воспоставуваме еден линк со нив за професионална соработка. Како што кажа и самиот, ни стои на располагање, ако сакаме повторно да ни гостува на нашата клиника, така да и тоа можност ја имаме. Воспоставивме една убава соработка, како што кажав, која се надевам ќе продолжи и понатаму. Така. Сега би се навратила генерално кај заболувањата на простатата. Тоа е најчестото заболување кај мажите. Да, ако говориме најчесто дека заболуваат во позрелите години, над 50 години, во поново време може да се забележи пат на таа возрастна граница и од тука постојано се јавува потребата за апелирање за редовни прегледи од страна на мажите. Дали тоа се почитува, дали се практикува и колку се води грижа за машкото здравје? Да, можам да кажам дека сега во последно време се почесто имаме посета на нашите ординации. Имаме ние секојдневно по 4 амбуланти кои работат на нашата клиника. Колегите работат и гледам дека навистина се создава една гужва, да кажам, што не е вообичаено, меѓутоа се создава гужва и по тоа можеме да процениме дека навистина посетите на нашите амбуланти се пофреквентни и пофреквентни. Рековме негде, ајде, после 50-та година, да кажеме, треба да, секој маж, треба да ја посети нашата амбуланта, за да видиме во каква состојба е простатата. Простатата може да биде, таа се зголемува, меѓутоа не значи дека треба да се оперира. Така. Имаме и медикаментозни третмани, и тоа доста успешни лекови во последните 25 години применуваме. Претходно немаше некоја медикаментозна терапија и сите пациенти малтене кои ќе проценевме дека треба да се лекуваат, ги опериравме на трансуретрален начин или класичната метода беше тогаш многу популарна, сега многу поретко со рез. Нели, многу поретко ја употребуваме, повеќе трансуретралната резекција на простата, а имаме сега и успешни медикаменти. Да кажам, можеби оперативата некаде околу 40 до 50% е намалена, ако успешно ги третираме пациентите со овие медикаменти кои ни се на располагање.
карактеристика за тие пациенти е што треба да се придржуваат редовно да се зема терапијата, значи во подолг временски период. Так. Од 2 до 4 години е најдобро. Значи терапија која трае, третман кој трае, меѓутоа се постигнува извонреден резултат. Да, кога се слушаат советите на стручните лица токму од оваа област, секако неминовни се резултатите, меѓутоа превенцијата е најважна за секој проблем во здравството. Така, тогаш кога ќе се диагностира БПК, ние ќе ја диагностицираме, меѓутоа не значи дека кај секој маш ја има. Секој маш над 50 година има зголемена простата. Меѓутоа не значи дека треба да се третира. И затоа има тие неколку начини на лекување и многу убаво во нашите гайдлайнси или оние препораки од нашата Европска асоциација кои ние ги почитуваме, тоа се препораки на медицина базирана на докази, така и работиме. И сите други останати професии. Има еден метод на лекување кој се вика следи и гледај. Гледај и следи. Watchful waiting на англиски, кој што е во препораките. Значи, тоа метода е само да го следиш пациентот. Не се дава терапија. И тоа ми е чудно на пациентите кои ќе ми кажеме не треба ништо, дојди другата година. Да. А он дошол да се лекува, да кажеме, со лекови. И тоа ми е чудно. Значи, тоа е метода која, али тоа мора да се процени, докторот мора да процени, значи не да го остави пациентот ако има потреба од лекарства. Втората е медикаментна терапија и лекувањето оперативно го оставаме како трета опција. И кога е неминовно ја применуваме и таа. И со таа трансуретрална резекција и сега со ласерската технологија. Значи, навистина ме радува што имаме еден ваков ласер, најмокен, како што кажавме, и веќе да почнеме да го фатиме трендот, европски и светски тренд. Да, веќе го имате фатено светскиот и европскиот тренд со сето тоа што го нудите како можност за лекување на клиниката за урологија. Клиниката за урологија располага навистина со голема лепеза на инструментариум, да кажам, и оперативни техники. Од трансплантација до овие најмодерни методи, лапароскопски техники, најтешки интервенции се изведуваат кај карциномските заболувања кај нас. Ни останува уште една, јас минатиот пат кога гостов ви кажав дека сме на повидок уште една метода. Така, најавивме нешто, да. Најавивме, поврзано е со доста средства финансиски, меѓутоа се уште имаме инсуфициентност во лекување на оние компликации кои ни се јавуваат кај радикалните операции на простата, кај карциномските заболувања, тоа е инконтиненцијата. Како тоа е една компликација која е опишана секаде во светот, меѓутоа треба и тука да воведеме метода која се работи конкретно и во нашите блиски соседи, и во Бугарија и во Србија, ставање на сфинктери за да се спречи тоа неволно истекување на урината. И уште една метода која веќе сега се форсира во светот, тоа е лекување на потенцијата кај постарите мажи нормално и кај што се импотенцијата се јавува во повозрастните години, да се метнуваат и пенилни протези. Уште тоа имаме наши колеги кои се заинтересирани да тоа го работат, веќе беа и на некаква едукација во неколку држави, во Белгија, во некои други држави, и уште тоа да го набавиме тие инструменти, да ги кажам, и да почнеме со таа метода и ќе бидеме комплетирани. Одлично, при секое ваше гостување постојано најавуваме нешто ново и особено ми е драго и задоволство и верувам дека сето ова што го најавивте брзо ќе се реализира на клиниката, да може да го представиме. На другата година веќе треба да набавиме такви инструменти и такви модели, да кажам, на сфинктери за да можеме да ги уградуваме и пенилни протези. Меѓутоа тоа ќе изискува големи средства, затоа што тоа се сврзани неколку илјадници евра тие средства, овие апаратури, така да ќе се потрудиме да го направиме тоа брзо. Докторе, морам да ве прашам, работите на вистина стресна професија, одговорна, хумана, но стресна професија. Каде и како ги полните батериите за да продолжите понатаму? Па, како ги полниме? Со релаксација малце, со викенди, користење на некои, со некои дружења и така натаму. Али тоа, јас ќе го цитирам на мој пријател, немој да се жалиш, вика, никој не те тераш да бидеш хирург. Секаде го кажувам тоа.
И не се жалам. Не би работел ништо друго, навистина. Да, верувам дека дополнителен предизвик и полнење на енергија и новите истражувања и воведувањето на новите методи за да може нели клиниката да се издигне на едно повисоко ниво. Па да, верувам дека ние ќе го исполниме тој план што го имаме, бидејќи сите останати методи кои се работат секаде, од свет веќе ги имаме и тоа не од сега, него ги имаме поодавна. Рецимо, трансплантацијата од 77 година ја практикуваме ние. Во последниве години, да, многу ја интензивиравме. Меѓутоа, сите останати методи, лапароскопските техники, имаме најмодерни два нови лапароскопски столба, кои ги набавивме минатата година. Еден од Министерството за здравство, другиот го набавивме сами, од клиниката. Ете, успеавме и тоа. Така да, сите најтешки оперативни зафати, кај карциномските заболувања се изведуваат. Така да, нема нешто што... екстракорпоралната литотрипсија на кршење на камења, ендоскопските методи, со ласерска техника, исто со фибероптички инструменти, и тоа го имаме. Така да, мислам дека, јас сум поборник да на клиника мора да има се. Така. И благодарам на и колегите што ме поддржуваат, што ги прифаќаат овие нови методи што ги воведуваме и да бидеме успешни понатаму. Тоа ни преостанува, како што бевме и до сега. Така. За крај од нашиот разговор, кој ќе биде вашата порака до нашите гледачи? Пред се, пациентите се тие за кого вие работите. Да, воопшто да не се двоумат да дојдат во нашите ординации, реков дека 4 амбуланти работат секојдневно. Секојдневно и тука точно е дека има гужва, јас тоа и ако воведовме, нели, државата воведе мој термин, се создаваат многу гужви. Ретко кој го почитува тоа време, некој дури ќе се пожали да еве јас бев закажан во 8:30 или 9, ама тоа тешко дека ќе можеме да го исполниме. Меѓутоа секако дека јас им кажувам на колегите на секој состанок, еден пациент не смее да биде вратен. И тоа и го правиме. Гужва има, да, меѓутоа напорно е, меѓутоа мора да се прегледаат сите пациенти. Да доаѓаат на време, нема што друго. Мислам, тоа е превентивата е многу важна и ние има и дол крети на чекање, посебно кај бенигните заболувања. Работиме максимално у 2 операциони сали и се трудам уште една да воведам како сала, посебно како центар за лекување на калкулоза. Таму кај што ни апаратот за кршење камења, имав обид пред неколку години, меѓутоа од Министерството не дозволија, треба да се создадат некои други услови, сега да пробаме пак да оформиме уште еден центар за калкулоза, каде што би се третирале сите и би се применувале сите оперативни техники во тој дел. Така да би го тргнале калкулозата од овие 2 операциони сали, кај што навистина ни е премалку, ни треба уште една сала. Посветеноста и стручноста се тоа што ве води во работата. Продолжете така. Па, да сме живи и здрави само. Секако. Професор доктор Сашо Догчев, ви благодарам многу за гостувањето. Секогаш ми е задоволство кога сте гостин во Македонија наутро, а ќе имаме во иднина и други прилики. Благодарам на поканата, секогаш кога ќе посакате, јас сум тука. Секако.